Сата е утре вечер. Да. После ќе бидам таму февруар, март, 48 и летото јуни-јули ќе биде без конече, значи долго трае. Тога ќе биде уклучена и диаспората, вториот ќе биде цела Македонија, сите општини. Значи ќе имаме една турнеја од град до град до град, и објасниме на луѓето и така. И отворам ова пресконференција на нашето здружение, поттикнато од настаните што се случуваат за нашата земја и во нашата култура. 7 луѓе од различни професии се здруживме во основавме ова здружение на чело со Ѓорги Филев, за да се обидеме да сториме нешто за својата земја, Македонија. Мислам дека имаме долг кон предците што се впишани во историјата на оваа земја, за сегашноста и за идните генерации што доаѓаат. Ваков пример во светската историја на мајкава земја не е виден. Денеска кога со полна уста се зборува за демократија и човекови права за свет без граници, се врши притисок, невиден притисок нецивилизиран врз еден народ да го смени своето име, да го изгуби својот идентитет, да изгуби тоа што му го дал Господ, да биде македонец и Македонија. Верувам дека разбирате на сериозноста на настанот што се случува, дека по ниедна конвенција на Обединените нации, по ниедно човеково право, по ниеден Божји закон не е виден ваков пример денеска кога зборуваме за обединет свет да се врши притисок за промена на името Македонија. Мојот живот е стварно чуден. Ме тераше уште дете да се занимавам со тоа што е ново на земјата топка, биоенергијата. Само и јас знаев што носам во себе уште дете. Тешки беа тие моменти кога не може да подели со човек. Се до 85-та година, кога јас јавно почнав да го тоа демонстрирам, а Господ кога сака на земјата топка уште во 3 држави. Во Русија беше Џуна, во Европа бев јас, во Америка Кичеро. Први сме во свето со биоенергија. Само кога Господ дава, дава. Кога Господ зима, зима. Ми даде сила да издржам. Тога докажа не само кајнаци во светот, што е биоенергијата, што е тоа. Контакт со другиот свет. Прв пат јавно белдело. Мојот контакт со силите од другиот свет е многу јак. За ова сега што го организирам, да морам да го направам. Енергијата од нашите предци, мртви. Мртви од Божја дарба и со старост, мртви од душмани, мртви за Македонија. Не ме оставаха. Моите патешествија беа тешки и мораше со мисленици како мене да седнам на маса, да разговарам, да го формирам ова здружение. Не е со цел да се мешаме во политиката на луѓето, на нашите политичари, во политиката на светот. Цел е енергетски да ги сплатиме сите. Ние не сме свесни колку енергијата на нашите предци е вознемирана кога некој сака да не нас исклучи од земјината топка, дека не постои. Може би некој може чуј чудно, јас сум стварно растревожен. Ние сме сите надпартиски определени. Сме чисти македонци со душа и сите наши предци се македонци. Ова го правиме со единствена цел за чувување на името Македонија. За тоа што Македонија е библиска земја, македонско име е вековно, ние сме потомци на античките македонци
на Филип и Александар Македонски. Македонија е окупирана од окупаторите кои што треба да се повлечат, а дадено им е делови од Македонија за 100 години. Во 2014 година треба да ја повратат. Дојдов денеска да го дадам својот глас за зачување на името Македонија, односно нашата држава е Република Македонија. Мислам дека тоа право го има секој народ. Тоа значи дека и македонскиот народ го има тоа право. И света работа е да дадеш допринос тоа име да остане вечно. Штрајк со глад за напромена на нашето милениумско име. Не е ни античко, не е ни словенско, туку едно, само македонско. Дали некој човек лично би го променил своето име и презиме? Не верувам дека некој таков би го направил. Па зашто тоа да го направиме за нашата собствена држава? Ова е уште еден цивилизиран гест за македонскиот обстој, македонското име, македонската држава и македонскиот идентитет на македонците во Република Македонија и широм светот. Вечерва се приклучив на моите прекрасни пријатели кои еве сакат да обнародат уште еднаш дека македонецот постои и ќе постои и покрај тоа со овој штрајк на глад е само хумана порака и демократска порака кон Република Грција и кон напредниот грчки народ кој ќе свати дека на балканските простори и в Република Македонија живеат македонци со своја историска цивилизација. Почнуваме со една голема мисија, истомисленици како мене, со глад 24 часа ќе се потрудиме да анимираме јавноста, да ги запознаеме луѓето дека сето тоа е со цел да го сплотиме овој македонски народ кој е разединет, да му направиме една убава енергија позитивна, за да ја спасеме државата, да се спасеме името, да се спасеме и себе си, да нашите души почиват, да речеме, во мир. Кои ќе одеме кај нашите предци, кои се погинати, кои се убивани, колени, сечени дел по дел за Македонија, да не пречекаат во тај Божи свет со голема, да речеме, Божја мисија. Промена на името на нашата татковина Македонија, не промена на јазикот, не промена на идентитетот, или впрочем, не промена на името Македонија. Едно да ви кажам, ова е прв предупредувачки штрајк, предупредувачки од причина што ќе делуваме и понатаму. Ова се само првиот чекор. Ова ќе има втор штрајк во март-февруар и трет пред почетокот на летото, така е планирано. Вториот ќе биде 48 часове, со глад, само со вода, и третиот ќе биде без ограничување. Ова го чувствувам како своја лична мисија и сите така тоа го чувствуваме. Ѓоко, како да не зборувам ја во негово име, меѓутоа, како вчера и на самата пресконференција што кажа, он веќе подолго време се бори со својот порив, со пораките кои ги прима од таа Божја енергија или, како што и самиот вика, од енергијата од душите на нашите предци, кои овде вековно престојувале. Со тој притисок, со тој набој повеќе едноставно не можеше да се бори или да се спротиставува и некако, како да се изразам, можеби Господ не собра да сите си кажеме самите она што го чувствуваме и сето тоа кон водеше кон оваа идеја, кон оваа цел. Дефинитивно, значи,
Нали има една стара поговорка, помогни си сам, за да ти помогне Господ. Апсолутно поддржувам идејата, уште од првиот момент кога слушнав дека ќе се случува нешто вако, знаев дека ќе дојдам, иако ја веќе толку многу сум преокупиран со овој проблем што почнуваат и стварно радикални идеи да ми се мотаат низ глава. Иако ова е многу хумано и многу убаво, и мислам дека полека ќе почнеме сега да работиме, барем разговарам со организаторите, да во март, кога ќе биде вториот дел од оваа приказна, да биде поддржана од сите македонци, тогаш малце веќе ќе би требало да се подзамислат. Така Очекувајте ова да биде исмеано, да биде вметнато во различни партиски глупости се таа, меѓутоа полека народот ќе препозна. Младите, вие треба да бидете патриоти. Треба да се борите за оваа земја. Ова е на вас ќе ви остане и на вашите синови и внуци. Инаку, овде окупатори доваѓале, но бегале главачки. Јас сум учесник на штрајкот за наименување на името Македонија и на овој начин сакаме да покажеме, не само на нас, ние самите сме свесни што сме и како сме, меѓутоа делумно и на другите што да им кажеме дека ние сме македонци, родени на оваа територија и така се чувствуваме. Ова што се случува овдека е збир на една позитивна енергија, насочено единствено према Господа, према универзумот, да слушнат нашата порака и таа да стигне и до нашите предци, а да остане и за идните поколенија. Сме тука, значи, на штрајк со глад за наименување на името на Македонија. Е тоа што мислам дека го имаме вистинскиот човек, Георги Филев, човек со најголема душа и најголемо срце. И ми се чини дека е крајно време да се пробуди македонскиот народ од овој хаос. И мислам дека е право време, значи време кога веќе не знае каде да оди македонскиот народ и место Македонија се поклопват сите компоненти за да биде овој успешен штрајк. Ние сме си да си остане нашето уставно име Република Македонија и да не се менува за веки векови, да си останеме Македонија. Ние сме македонци, оваа држава е Македонија. Сите наши предци, баби и дедовци, прапрадедовци биле македонци и мислам дека треба да си останеме македонци. Името треба да си остане Македонија, ние сме македонци, со векови сме биле. Овој штрајк е позитивен. Позитивно треба да се прифати кај народот и да не никогаш Македонија да не си го смениме. Мотивите за штрајкот согласие да се искаже отпор спрема неправичниот однос на Европската унија, на раководните фактори на Европската унија и на одлучувачките фактори во Северноатлантската војна организација во однос на апликацијата на Република Македонија за членство во Европската унија и за членството во НАТО.
Јас мислам дека и намената, а и задачата на човечката цивилизација е постојано покревање на нивото на свесноста на луѓето и на човечката цивилизација и во секоја постапка на секој човек, па и организација, вклучувајќи ги меѓународните организации, потребно е да има се поголемо ниво на свесност. Ако некој бара во денешно време од некоја држава, како што од Македонија се бара да го сменува, да го смени името, тоа е враќање на ниво на свесноста као камено време. И Македонија не само заради себе, туку и заради другите и земји во светот, а и заради задржување, зачувување на тоа ниво на свесност, не сме да подклекне на овие притисоци, покрај другото и да има возможни на другите земји со правилна ориентација, со честна, правична ориентација, да можат да поддржуваат една правична работа во светски рамки. Со разговор со моите истомисленици и се решиме на тој чекор да го направиме тоа здружение за штрајк со глад. Овој да биде првиот предпојувачки, вториот на февруар март да биде 24 часа и цела Македонија, а третиот да биде и со надвор за диаспората и сите луѓе кои сакат Македонија да не се промени името, без разлика дали се која нација са, која држава е, тоа ќе биде малце пошироко. Тоа ни е целта. Со Господ напред, па ќе одиме по тој пат. Целта ни е не промена на име, на устав, се што да речеме се однесува на нашата држава, на Македонија, на нашиот народ. Целта е да ги обедине. Тоа е наше гладување, да речеме, сега 24 часа и замолихме некои кои што мора и дома да се баре, да го едно јадење да прерипнат, да осетат глад, да не се приклучат, со цел фамилијарната енергија, цела енергија Македонија, да најдем начин да ја сплотиме позитивно. Другиот што ќе биде малце поширок, ќе биде по цела Македонија, тој ќе биде вака пропратен, да речеме, ќе ги замолам сите општини, без разлика на партиски определби, без разлика, секој што ќе биде да се зачува државата, да се зачува името и јазикот, уставот, да се приклучат во секој град, во секоја општина, макар во секоја места заедница, да покажеме на светот дека ние постоиме. Дека ние постоиме како народ, како македонци. Првен би сакала да му се заблагодарам на Ѓорги Филев за можноста што ни ја даде на сите да се ја искупиме фамилијата, да се оправдаме пред предците дека сме живи и да им оставиме духовно наследство на нашите деца и нивните деца. Порака која ќе значи љубов и која ќе значи зачувување на она што е македонско и што секогаш сите го знаеле како една од најголемите вредности во светот. Јас размислував долго кога Филев ми ја објасна зошто сакава да го направи и јас го сватив тоа како секоја клетка во организмот, ако се разболи, ако почне да се распаѓа, ќе се распадне цел организам. Прашање на време е кога ќе се распадне организмот. Тоа се случува кај нас. Клетката на нашата држава, што е фамилијата, почнува да се распаѓа и прашање на време е значи кога ќе ни се распадне целата држава. Јас ова го правам за мојата фамилија и секој треба за својата фамилија да го направи, така да мислам дека само преку тоа може да ја спасиме целата држава. Не да се борам за државата јас лично. Се борам за мојата фамилија, сите за својата фамилија и така ќе успееме да ја спасиме државата. Сите заедно со една цел за нашето име Македонија. Се надевам дека оваа позитивна енергија ќе се прошири кај сите луѓе македонци по целиот свет. Не има многу. Кога би се сплотиле сите заедно, секако нема да дозволиме
да ни го променат името, кој е нашиот најголем белег. И не сме да чипкаат во душите на нашите предци. Постоиме и ќе постоиме како такви македонци. Штрајкот заврши. Бевме достојни, одговорни, сите заедно, 24 часа, и уште еднаш сакам на сите предци им оддадеме едноминутно молчење.